Знам дека ќе речете дека е доцна, но не е лошо да укажам на некои проблеми. Прво, навистина не ми е јасно зошто овој закон се нашол на оваа комисија. Државјанството е најмалку прашање на безбедност. Предмет како државјанство треба да се најде и на Комисија за политички систем. Тоа е прво. Бидејќи се работи за најважниот однос меѓу државата и граѓаните. Ако е ова само безбедносно прашање, тогаш нешто не е во ред. Второ, како тоа во скратена постапка ваков закон и вакви измени? Извинете, господине, аргументацијата дека причина за измените на овој закон се проблемите на граѓаните кои покрај тоа што ги исполнувале условите не добиле државјанство, мислам дека не држи. Кога би била таа основна причина, тогаш би се задржиле само на тоа прашање и во преодни и завршни одредби ќе ставите член, имало такви искуства во бившите југословенски држави, дека ќе се преиспита или ќе им се овозможи апликација за државјанство на оние кои што не добиле и така натаму. Значи во еден член, дури и во преодни и завршни одредби. Дури тоа прашање може и без законска измена да се измени, бидејќи е проблемот институционален. Мора да постапуваат надлежните органи така како што треба. Значи да им го решат проблемот после анализа на овие граѓани. Ама, ако е таа причината, а очигледно не е, како тогаш се нашле во овој закон многу други прашања кои што значат во Европа најголемо олеснување на постапката, одговорно тврдам, за стекнување со државјанство. Зошто не зборувате за тие причини? Од каде потребата да го менувате радикално членот 7 и условите? И има ли, кажете ми, една држава во Европа во која, кога се стекнува државјанство на човек од странство, заклетва не положува или не вели дека ќе биде лојален на државата, бидејќи тоа е основниот елемент на односот држава-граѓанин. Лојалност. Објаснете ми тогаш зошто сите услови од години за стекнување со брак до престојувалиште, до живеалиште се редуцираат. Мора да имаме ние нешто што се вика стандард, а стандардот се вика си има конвенција за државјанство и јас сум шокирана, знам дека кога се пратеници предлагачи не мора да имаат компаративно знаење и на него да се осврнат, но владата е должна тоа да го стори. Колеги, овој закон владата го врати. Да не кажуваме овде за изјави на ваши колеги дека ваков закон не смее да се најде на дневен ред, вашиот координатор изјавуваше. И затоа не сум дошла, бидејќи не сум член на комисијата. Меѓутоа, мислам дека за вакви измени кои воопшто не се само на линија на овозможување на луѓето кои веројатно со право бараат да им биде признаен статусот што не го добиле. Не, тогаш треба да има детални компаративни искуства, особено од регионални размери, бидејќи ние излеговме од една држава, во сукцесијата се разговараше под кои услови ќе има признавање на државјанството од една република во друга. Значи и Министерството за правда, ама и Министерството за внатрешни работи требаше овде, откако повлекоа закон или откако се договараа, да достават детални компаративни примери. Она што мојот колега Бојан го посочи, да, членот 122, став 2, особено е потребен во вакви случаи. Јас имам право да чујам овде, ние пратениците, пред да кренеме раце, отикреварањето раце не е гимнастика, туку е водење политика, какви компаративни искуства има во регионот,
какви компаративни искуства има во Европа, што вели, значи, најважниот документ за ова прашање, за да може да одлучиме. Далеку дека некој има против на луѓе кои што биле, на кои им било оневозможено, доколку ги исполнуваат условите, верувам дека е така, да добијат статус на државјани. Но, да ги употребите и злоупотребите за најважните услови да ги елиминирате, не е во ред. И со право мојот претходен колега укажа овде, јас не знам држава во која што државјанство се доделува на некој кој што ја загрозува безбедноста на државата. Не знам такво нешто. Не. Јас не знам држава, не познавам држава, во која што кога барате државјанство на Македонија, не морате да барате отпуст од државјанството од државата. Не знам тоа. Ние сме држава во која што и на ваков начин мислам дека не е во ред да се носат луѓето, а нивното прашање да не е клучно и единствено, туку да се менуваат покрај нив уште десетина членови. Јас за тоа нема да гласам. Не од националистички причини, туку затоа што сакам да живеам во држава која е компатибилна со европските држави, која го хармонизира правото согласно европските стандарди. Држава која што, штом произлегла од распадот на Југославија, води сметка за своите граѓани, ама исто така и ги штити своите граѓани. Да ви го кажам ли јас примерот на Словенија што се случи со државјани од бившите југословенски републики? Скоро 35.000 луѓе изгубија државјанство, меѓу кои мнозина од Македонија. Па дојде приказната на Уставен суд. Значи, длабоко разбирање имам за проблемите, за сагата на луѓето кои што биле оневозможени да добијат државјанство. И молам да се занимаваме со тоа прашање, ако веќе сте ги замолиле да дојдат пред собрание. Но немојте под плаштот на решавање на еден голем проблем кој може да се реши, одговорно тврдам, и без измена на закон. Овој закон е многу сложен, овој закон е многу комплициран, не може да оди во скратена постапка, а оди тогаш да посегаме по измени на законот, не баре имаме ние насушна потреба кому ќе му текне да добива државјанство. Да ве подсетам, дури и при одредбите на Уставот за председател на државата, па имаше временско ограничување или временска норма дека најмалку 10 години претходно од 15 требе да поминел, да бил жител на државата за да може да конкурира. А замислете вака сега ние, која е пораката, повелете, државјанства се доделуваат во оваа држава. Па зар лекцијата со најголемите од најголемите криминалци на светот не е научена? Мислите дека тоа би завршило во било која сериозна држава со 6 месеци, со 1 година, 2 години? Немојте, ве молам. Немојте да отвараме простор и за така кревка, ранлива демократија, сега уште да влеземе во кавга, комплицирајќи им го животот или употребувајќи оние кои што може би исполнуваат, сигурно еве, повеќето од нив, но можат и на друг начин да добијат државјанство. Мене тоа, значи, не ми е, јас ова не можам да го разберам. Заклучувам, затоа дојдов, бидејќи сепак во рамките на уставното право се изучува државјанството, и затоа сум чудо невидена што бара на Комисија за безбедност и одбрана, не баре одбраната и безбедноста се во прашање, ама бришењето на некои основи за стекнување на државјанство директно ја загрозуваат безбедноста и одбраната на оваа држава, и јас молам, ве молам сите да водиме сметка за тоа. Благодарам.